Во Библијата е напишано дека само Бог има вечен живот. Како е можно само Бог да има вечен живот? Понатаму, како тој го дели овој вечен живот со целото човештво? Ако јасно го сватиме одговорот на ова прашање, вие и јас дефинитивно можеме да влеземе во Царството Небесно. Ајде да го погледнеме Откровение поглавје 22 стих 17. Духот и невестата велат: дојди. Ова е откровението што му беше дадено на Јован на островот Патмос. Светиот Дух се појави во ова откровение и јасно е дека невестата е таму покрај него. Бог му покажа на апостол Јован дека постои и Духот и невестата. Јован јасно го виде постоењето на Бог Отецот и Бог Мајката. Јован го запишал точно она што го видел. Тој дури ги слушна зборовите на Светиот Дух и на невестата кои рекоа: дојди. Тогаш, што е напишано во Библијата откако тие рекоа: дојди? И кој ќе чуе, нека каже: дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум. Јован бил сведок и слушнал како Светиот Дух и невестата, која е Бог Мајката, ја пренесуваат оваа порака. Тие рекоа: кој е жеден, нека дојде и нека земе од водата на животот дарум. Библијата објаснува кој може да ни ја даде водата на животот. Во Откровение поглавје 7 стих 16 се вели: и нема веќе да огладнат, ниту пак да ожеднат, нив нема да ги пече сонцето и никаква горештина, бидејќи јагнето, кое е среде престолот. Зарем јагнето не го означува Бог Отецот? Тој ќе ги пасе и води, на што значи нас живи извори водни. Во Захарија поглавје 14, кој е изворот на водата на животот? Жива вода ќе потече од Ерусалим, половина кон источното море, а половина кон западното море, во лето и во зима. Нели е ова напишано во Библијата? На крајот, Бог Отецот, јагнето, ги одведе сите своји деца кај небесната мајка, која е извор на водата на животот. Затоа, секој што ќе оди на местото каде што се Духот и невестата и ќе го прими ветувањето за вечен живот на оваа земја од Духот и невестата, сигурно ќе влезе во Царството Небесно. Затоа Бог Отецот не одведе кај небесната мајка, која е изворот на водата на животот. Тој ни овозможи да ја спознаеме небесната мајка и со тоа ни го отвори патот да се вратиме во нашиот изгубен небесен дом.